песна која го стави, мислев ке седнеш на него и ке продолжиш насмејано. Здраво! 3 години немала секс, луѓе. Мислам, не да ве замишља голи, ве соблакаш уште на врата, ондека. Замисли ги голи. Мене така ми рекоа на првата представа, замисли ги сите голи и ништо не се гледа у пичку материну, темно. Кого да замислам у пичку? Видов една баба седи, у прв ред. Одлична работа. Стендап. Пичку матер, што курбарам овде, а? Овде ми почна све. Прв пат на концертот на Игор Джамбазов, кога ја пласирав онаа реченица да не сметаме. Не, пошто стварно, ако сметаме да си одите, да не се брзате некаде. Сакате да си играме куча? Сакаш со тебе да си играме куча? Знаеш како се игра куча? Еден ќе биде таткото, друг ќе биде мајката. Ти што сакаш да бидеш? Мајката? Па ајде сега мајката моце да му го пуши на таткото. А после тоа дојде една манифестација Златна Биба Мура на популарноста, или Баба Мира, како јас сакам да ја кажам, и се заредив некаде 7-8 години, и после тоа 7-8 години не правам стендап, и на овие години омилен стендап ми е која ќе ми се случи од овдека надоле. Кога другарчево ќе направи стендап, најмногу му се радувам. Порано тоа беа редовни стендапи од Сабајле. Јас се будам, он ма буде. Значи, стани брат, стани брат, стани брат. Сега ја му викам, брат, брат, брат. Дедо ми викаше порано, сине вика, кад беше млад имаше кур за 2 жene. Сега имам кожу за 2 кура. Ај на мочање. Него ме подсети на оној дедоно, некој деденце 80 години, бабата се избањкала. Овој си избањкал исто недела, знаеш, кога си ги наоѓаме маиците од лани и джемперечињата. И седнал покрај тоа, знаете зашто имале жар порано, нели старите жар, па тоа мангал, па чади мангало, па ова. Седнал и гол и му се напекле јајцата на дедето. Стендап. И сега бабичката спие горе на спрат, тргнување, дедото на 3-та скала. Се враќа назад, пак седна, пак ред, Жешко, жар, трчање на 3-та скала, значи паѓање. Знаете зашто старите имале лопаче покрај жарот, така? Земање едно лопаче, ставање под јајцата, дига овој, тргање на по скали, овој на 3-та скала да бесигла, овој не, джиш, джиш, джиш. Джиш, ама не од Джамбазов Игор шоу, тама работа. Ја, во моје време стендап беше да ми зивите кури пичка. Искочиш на сцену, ќе кажеш кур, ка, сви се убија. Кажеш пичка, некој ќе се посрами малце. Сега гледам, ништо не се зменило. Вечерва е феноменална. Еден бугар ни зема награда. Екао! Охрињанец исто најдобар. Абе, лесно име на Нивка Козморан, мореш да ти само да излези на сцена, мореш опреки, мојке ти мамајка да пичка да можеш чабра и дала. Смешно само по себе. Ја литературно морам да си изцепу да ве насмеј. Абе, гъсто ли ке го отворуви? И имам една песна за тебе. Ех да беше жена деснава. Шо ке беше, брат? Зашто сите мажи вака спија, знаете ли? Ова им е најомилената женска во животот. Како своја рука што ќе те погали, ни една рука не може да те погали, бе. Пробајте некад да седите на леву, да ви утрне лева, скроз да не го осеќате и пробајте да си ги здркате с леву, како с туѓу. Како туѓа рука, брат. Малце е геј, пошто е мушка рука у пичку, мат. Ама нели е тој малце геј бе сам кад си правиш?
Многу ми е гей, стварно извините, мада тој спорт не напушта до коко, чичо. Тако ли? Трае тој до цел живот, ја мислам. Матка ни да ga дираш помалце. Јас сум многу смешан човек, ја женско може да насмеju за 10 секунди, мене ми токо треба да се соблечу пред њу. Озбилно, и како што гледам, ниједан нема голем кур да вие стендап мајстори. Сви сте со смалешки, лели, и ја исто. Па за тој смо ми стендап мајстори, не бива у секс, ајде да ве смееме. И ова е некој вид секс, е орална онанија у пичко мати. И викам ти женско, значи само да се соблече и он има различни реакции имаш. Леле, колкицко е. А мене за секс ми треба жена, виски за њума и лупа да го покажу. Сега ќе те уништу. Шика. И слънце да го загори малце, пржу го с лупо на слънце, да осети нешто, знаеш како е. Преведујте му на човека, молиме, не ме оставljате така. Што се смееш, преведуј му. Он разбира, бе, нашки збореше цело време. Него, од езици, мене ми е, значи не ми е ни бугарски, ни француски, ни охридски, ни хрватски, мене од езици, омилен ми е женски език. Од женски език нема болje и ја на njega едино му верую и njega највише ga сака. Иначе да ви кажу, кад беше малечак, ја мислиш дека на кур нема што не може да се стави. Посебно у Куманово, тако ли? Значи вика мајка ми, вика, Владо, куде е месо? Е вега на кур. Кило и пол месо, не е за ебанција. Викам, браво, тато, вајде и јака ќе порасту ке имам толи кур. После тој доаѓа мајка ми вика, Владо, нега гледам точак, куде ти е? Вега на кур. Точак е велосипед, не? Пошто куде нас точак има две тркала, куде вас точак има едно тркало у Хрватска. Или у Србија, не знам куде. И сега вика, мајка ми, доаѓа нов намештај, пази. И татко ми вика, сега стар, на кур ли да ga стави? Не, викам, татко ми па целу собу може да стави на кур. Па тоа е ненормална работа. Најстрашно беше кад се изгуби брат ми. Нема ga брат ми и мајка ми вика, куде е малечак, не ga гледам. А ми сви погледнуваме у татка ми, смрзнати! Смрзнати! А татко ми мртав Владо вика, уна мајко му пичку, куде е. Ме разнежливте. Ова навистина не сум го правил. Последен пат ме викна да кажам збор два убави за Игор Джамбазов. Застанав на првиот збор. Требаше неколку збора да кажам. Игор е... Еј, викам. Па си размислува, има ли мајка што не га сака за зета? Еве, на никога не дужи ништо. Не више. А се задужи, направи си концерт. Игор и пријателите. Еј, јака ќе се задужу, ако не сте ми дошле на концерт. Еднога по еднога има да ве мавам од врата на врата, како јековини сведоци има да се ви ознам. Ај за тоните по 100 евра, молиме да ме спасите. Игор, како ќе се раздужи, бе? Леле, тој одма се бричи. Не знам дали сте го приметиле. А и на всред концерт се избричи. Ја му викам, брат, у Куманово има и да не се бричиш и да се бричиш, па на мој кур личиш. Долго време имав стендап за Весна Петрушевска, прв пат ја користам оваа прилика да и го испорачам овдека у лице. У фацу да му га кажу. Беби, ке издржиш, нема да се наљутиш, ако се наљутиш, нека ти стои, па и убаво ке ти стои. 3 години не си го пробал. Ја мислам дека некој мушко да ти улегне, ке га изедеш. Весна вика, како вика, на стендап губила по неколку килограма. Треба ти još едно 50 стендапа. Таман ке видиш. Има, Весно ке го лепив на тегле за мармалад. Да не крадев деца.
На Весну Петрушевску, на Калиопита и на Бибу Додеву ги е забрането од црвено да се облачат. Луѓе мислат дека се нови двокатни автобуси, трчи по нима да се качи. Па гледа ги се конфекцијски број 164. Докуде идеш, Весно? И још една моја реченица, а она сама му кажува, да имам ноги како Весно на руке ке оду. Много ве сакам, фала и да сте живи и здрави. И чкур да не ви чуе ако ве смее некој. Ако ве закача, викајте ме мене. Фала много. Гледах да видам да не има нешто што не се исполниле да препишам, ама се исполниле. Нема такво. А слоган имате ли? Имаме председателя, ама многу е скапан. Пропаднате. Де стреси некој? Со чисти раце. Председателе, сериозен ли си? Те зезам, бе, зајко. Слушај се. Имам визија за слоган. Со чисти раце. Аман, бе, председателе, бе. Те зезам, бе, те зезам. Избега мислата. Чекај малце. Настинат сум нешто. Што сакам да ти кажам? Ама да, смисли бе зајче некоја дубара да те сакаат као мене, бе, фати го октоподот, бе, плачи, лажи и додај нешто на 15 септември со своји зборови, ете ти, победа. На финта као името, не знаеме дали ќе го даеме. Председателе, сите знаат, ути ќе го даеме името. Него председателе, оти без Стево го наместите да биде кандидат. Наместил ли он некој тендер некогаш? Јадел ли е шиви луѓе за доручек? Знае ли колку се шилави ВМРО-вците? Зајко детето ме направи председник, ме частеше мандат, советник ми беше и башка човекот е моје дете, разбираш? И на Дуи исто. И знае како да пуни кути и ме уби промаја. Пари имате за кампања, зајче? Еј, берат се председателе. Тати и бате ке дадат од тендерите. Председателката одусти од киријата двое не жале, а и бате суруше тука. Мислиш Сорос. Така ли е правилно? Вика, зајко, амнезија ли те фатила? Минели ти ме амнезираше, бе, председателе. Ја те амнестирав, зајче. Еми, забравил сам веќе председателе. И луѓето говорат од сакаш да ма сменеш. Сај ли е това? Мислам, вистина ли е? Нема шанси такво нешто, зајче, веруј ми. Сум излажал ја нешто некато животот. Во тоа време влегува секретарката и вика, председателе, ве бара председателката. Не можем саа, кажи од избора му с председатело. Се спушта телефонот и вика, председателе, тука ли си? Тука ли си? Изгледа снемало му е линии веќе. И ние не знаеме кој е председател тука, ние председател ке нудеме. Крај на разговорот. Секоја сличност, браќа и сестри, е скоро неверојатна, нели? Но, што да правиме? Тие ни се паднале. Различноста помеѓу нив и нас е во тоа што нашата мисла е Македонија, нашата песна е Македонија, нашата мајка е Македонија, нашето име е Македонија и нашиот избор секогаш бил и ќе остане Македонија.